I'm living life like a dream, feeling so high. Got my crew by my side, ain't no reason to cry. Chasing the moments. Она што секогаш јас сум го зборил јавно, ама пошто нели добро познат сум како станувач од емисии телевизиски. Јас знам што поминав у тој период, значи нискаков во форма на закани, вербални јавувања, што дома моите тогаш нели бев женет, заедно живеевме сите. Беше непријатно по телефон кој ќе ти се јават од скриен бори, кој ќе ти кажат некои работи, кој ќе ти се заканат како дома, ти ја гледаат, знаат кога искачеш од велет. Јас знам ни што поминав. Делумно после таа емисија на која што и ништо лошо не кажав. А шо ми е муаветот? Сите викаат не требаше да станеш, трт мрт. Океј, ме навлагам у тоа. Сум требал, не требал, биднало, поминало, здравје. Животот е колце, некои работи ќе се наместат тогаш кога ќе треба да се наместат, па ќе видиме него. Апропо и нешто што гледав вчера, па го поврзав со ова. Не можеш да викнеш некого дома кај тебе на гости. Најљубезно да го викнеш. Од кога не сум те видел, дојди кај мене, сакам уове да си поправим, уво ќе се напиеме по една ракичка, салата. Стварно кејф ќе ми биде да дојдеш кај мене дома. И ти да дојдеш кај него дома. И он да почне да те навредува или у најмала рака да се обиде да те понижи или да у најмала рака да не се однесува кон тебе како кон гости. Туку кај некој, како кон некој што треба на некој начин да го понижи, избламира и тана. Дали ќе седите кај таков некој на гости, ако ви викне, го почне да ме навредува? Шо ми е поентата? Тоа не е поентата. Поентата е друго. Зошто овдека, сум го кажал ова јавно, дебатните емисии се доживуваат како гладиаторски арени. Сум бил кај овој, сум бил кај оној емисија, сум бил кај оној, со овој гостин, со оној гостин. Како му еба матер, или ти еба матер, или види, требаше ова да му кажеш, ова не му кажа. Ало, тоа што сме ние ретардирани и што нивото на медиумска комуникација го сведовме на гладиаторски борби од времето на Нерон, кај што некој некому треба да му ги извади очите тука на след емисија пред камери или да му исече главата или не знам што да му направи, тоа е проблем со нас и нашиот менталитет и нашето воспитување и нашето духовно ниво. Знаете зошто се случи ова што се случи со ваквиот тип на емисии кај што публиката очекува да падне крв. Оној со оној ќе биде гостин. Би му мајката, упи го. Знаете зашто се случи тоа кај нас? Сакате да ви кажам? Затоа што у Македонија има сериозен дефицит на интелектуалци. Не е интелектуалец оној што има диплома од факултет. Само да ви кажам. Ако некој уште не знае што е интелектуалец, нема сега пак да го дефинирам терминот интелектуалец преку онаквата работа ми, пошто 100 пати сум гледа, нема сега да го дефинирам. Ама тоа не е интелектуалец. Во Македонија 35, нешто малце помалце, едно време имаше, ретки беа, 4-5 вистински интелектуалци, обмислувачи на околината, на животот, на суштината, на смислата на животот, на многу работи. Политички мислители, филозофи во исто време. Денес тоа нема. Пуштете било која програма, телевизија во регионот, Словенија, Хрватска, појма немам вамо, истоко, да. Знаете какви емисии има дебатни, со какви величини интелектуални? Тамо немаат време, ниту водителот, ниту овие гостиве да се занимаваат со тоа кој на кого ќе му го извади окото. Затоа што се разговара на многу сериозни теми, многу сериозно.
Памтам јас лично у 90-тите имаше емисии кај што те вика новинар и ти вика ќе разговараме за ова и ова прашање. Прашањата не беа од денешен тип, секојдневна политика, зашто ти ова е нова, зашто ова е нова, што мислиш ова е нова, зашто ова му каже ова на ова. Имаше некогаш и сериозни теми кај што баш онака, ему моментот или претходно месец дена два сум читал книга на таа тема, па ја отварам книгата кај што сум бележал, па да повторам да видам што тука пишувало, да видам тоа точно тоа како го кажал авторот, појма немам за ова, искачаш на емисија и избориш. Тоа веќе го нема. Да не зборам за нивото какво ни е, дека нема фала многу емисии од многу формати кај нас. Не постојат, особено култура, филм, тоа, театар, тоа, не постои. Музика, не постои. И баш овакво, пошто станаа такви какви што станаа, сега подкастите се нели гледам еден подкаст, и овој едниот гостин си стана, и он е малце до душа контроверзен, странец, си стана од емисија, си отиде со право, од ова соговорничка беше наречен педофил, он е провокатор, нешто претходно малце може рчна, вамо тамо, небитно, но незината реакција, како млада цура, ке кажеш, она се мисли, се каже интелектуалка, нема, му кажа на човек, што има појма, немам, 60 години, не знам колку има тој тип од Србија, му кажа педофил. Зошто? Затоа што втората жена била 30 години помлада од него. Водителот може декларативно колку сака да жали што гостинот што дошол од Србија го испоштувал да му дојде у подкаст. Ја напуштил емисијата. Може колку сака декларативно да збори, леле колку ми е жал, леле ова. Прво, гостинот тоа нема да му го прости, што го седнал со една таква шуша, неотесана, без разлика што рекол тој и дали со нешто ја навредил со некоја ситница, врати му људски, ако знаеш да му вратиш, но со таква една навреда, педофил, затоа што имал 30 години жена помлада од него. Па колку бе треба да има, што треба жена му 30 години постара од него да биде? Па нормално дека сака помлада да биде. Дали е педофил? Не е педофил. По ниедна дефиниција за педофил. Затоа што цурата негова, жената, поправо, сопругата зборим, нема 13 години. Има 32 години, 33 години. Педофил ли е човекот? А што е она? Ако ово е педофил, а она што се омужила за 33 години постар од него, што она? Дедојебац? И водителот може да жали колку сака, декларативно, пред народ, леле колку ми е жал за него. У суштина, ваквите ситуации за нив се, како да ви кажам, джекпот. Еј, прави подкаст, добива пари од овде, од онде, од лајкови, од вама, од тамо монетизира, доаѓа еден познат лик од Србија кој што сите го знаат, му станува од емисија навреден. Лајкчиња, охо, парички, охо, рекламно време, охо, продање, да. Зошто? Затоа што свесно носи дела или у емисија, што може да направат инцидент. Тоа ви се денешните медиуми. Што требаше ја тогаш на овој ефтов, која се снима, пошто таа емисија не идеше уживо, се снимаше. Требаше шо пред камери, да му кажам како што ја знам да му кажам, па тоа после да го монтира, да го сече, да го прави или да скршам камерата. Или не дај Боже нешто друго да направам, што знае луѓе што ме познаваат дека сум способен и такво нешто да направам. Ако некој многу ми прекурчи. А ја у тој момент директор на драмски театар, значи не сум. Јас само од име тука на Сашо Тасевски глумец, него исто време извршувам и функција директор на национална установа. А ќе се воздржиш, ќе примиш пораз, окей, ме заеба, ме измами, ме викну емисија. Сватив дека сум заебан, си станав джентълменски, си отидов. Не направив инцидент ја, прифаќаш пораз, лекција за друг пут, чао. Чао. Педофил. А да не зборам за таквите ликови,
таа него ни свати тој што избореше, тој е додуша контроверзен тип многу, него ни бранам за многу работи, но некои работи не можеше ни да го свати што и кажуваше. Дека не случајно старите прашувале некој кој ќе бендиса некоја девојка или обратно не прашувале случајно од каква фамилија. Не може да го поими тоа. Зашто е тоа битно? Тркачи по сјај. Цурите конкретно као неа. Тркачи по сјај. Ама мене да ми се свиѓа, па нормално дека треба тебе да ти се свиѓа. Само работата е што тие најмногу што ти се свиѓаат, пошто кој цурата пре само бендисана, као си бара и таквите мужи лепотани што се најголеми се страшни нарциси. Не зборам сите, повеќето. И страшно се манипулативни, и тоа токму тој се обидуваше да го каже. Затоа што сакаше да ги каже во подтекст, све што сија девојко не е злато. Да, ќе го имаш, ама ќе ти се деси тоа што приватно ти се десило. Една змија си имала, втора змија си имала, метафорично на мушко, трета змија си имала. Само настави, доека не налеташ на аждајата кој ќе ти ја цвикне главата. Ме нема да знаеш ни кај си, ни што си. Сум ја научила лекцијата, кур мој си ја научила лекцијата. Она што го видовме, свативме дека не си ја научила лекцијата. Ниту пак си се победила самата себе. Тој тип на нарцисоидност многу лесно се забележува. Особено човек кој се обидува да го скрие поише, да се направи невин, француска собарица, тој толку поише искача на површина. И тоа се гледа, да само можеш неискусен тип, за ја ќе почнам кој тој срвино, само можеш неискусен тип да не го примети тоа, не вакви искусни помене. И ти кажам втора работа. Има цури, легитимно си сакаат постари мажи, ги палат постари мажи. И не се сите тие цури спонзоруши па да трчаат по парите на постарите мажи. Има психолошки причини зашто некои цури сакаат постари мажи. Дали од многу рано детство и отсуствувала машка фигура во незинот растење, не знам, татко и заминал или починал многу млад или има икс ситуации. Но легитимно е. Легитимно е. Да е неполнолетна, па ја имам 50 години, па она мене нешто ми се пушта, па ја тоа го прифаќам, колку нели да овакво да искористам ситуација. Да. Педофилија. Ама овој 60, оваа 30, сопруга му стана, дете му родило. Да кажеш педофил. Тоа знам. Тука ќе ја видите денешната, би рекол, позрела младина. Не знам цурата колку има, 25, 6, 7, не знам стварно колку години. Немање никаков однос. Она што го зборев на почеток, како што таквите немаат однос ни у бутик кој ќе влезеш, ни у банка кој ќе влезеш, ни у бензинска пумпа кој ќе влезеш. Крв те гледа. Затоа што таа работа не е прикладна на неа, она треба да лежи на милиони на некоја плажа на Малибу. Треба да ја служат црнци со хидрантите до колена, со Sex on the Beach, шо коктел, шо уживо. Крајво, тука случајно бе дошла, а сега мора да не трпи, јепика. Сега не трпи, ама па и не мора да не трпи. Те гледа, ко ти е матер, бе, не си ти доволно сјаен за мене. Сега ќе си живljавам со тебе, немам да ви вратам. Ако раситните тамо негде, онаа продавница имате тамо на километар од тука преку, подете ќе раситнете па дојдете. Тоа бе, људи, забегав. Ама стварно, нас ни треба сериозен ресет. Сериозен. Ајде, чао. I'm living life like a dream, feeling so high. Got my crew by my side, ain't no reason to cry. Chasing the moments, we laugh till we drop. In this crazy world, we just can't stop. So let's ride the waves of a chillin' vibe.
in a sea of happiness. We are just I feel the rhythm to the heart full of laughter. We shine so bright. Feel the rhythm of thoughts tonight. With a heart full of laugh, we shine so bright. Chilling with the crew in our lucky stride. We embrace the crazy, let it be our big guide. Every now and then, a shadow may creep. Lost opportunities make it hard to sleep. We dance through the nights, the stars are our guide.